Градоначалниците на 13 општини од Источниот плански регион заедно со градоначалниците на Велес, Ново село, Василево, Босилево, Конче, Кавадарци и Крива Паланка денеска во Облешево ја одржаа 20-та редовна седница на која расправаа за неколку мощни значајни точки од дневниот ред. За тоа каков тек треба да има седницата пред самиот почеток на истата, директорката на Источниот плански регион Драгица Здравева ни изјави. Денес се одржува 20-та редовна седница на Советот за развој на Источен плански регион под раководство на председателот на Советот, градоначалникот на општина Кочани господин Радко Димитровски. Поканети се и градоначалници од останатите плански региони да присуствуваат на седницата. Главна и основна точка на дневен ред е предлог листата за регионални проекти кои што би се финансирале во 2016 година преку националниот буџет, конкретно Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, меѓутоа и проекти кои што центарот може да ги аплицира кон други отворени повици, било од линиски министерства, грантови или повици од страна на Европската унија. Втора значајна точка е презентација за стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион 2014-2024 година. Имаме уште една значајна точка, а тоа е примопредавање на изработена комплетна инвестиционо-техничка документација за патишта, паркиралишта, автобусни постројки и патеки на Пониква. Градоначалниците едногласно ја усвоија годишната листа на предлог проекти за развој на Источен плански регион за 2016 година, во која се поместени исклучително значајни планирања во сите сфери на развојот на регионот. Во наредната година ќе се работат проекти од најразлични области, почнувајќи од проекти од културната област, плоштадот на нашиот фестивал Макфест, до техничка документација за пречистителна станица на езерото Калиманци, проект за стратегија за климатски промени за целиот источен регион, кој што е доста важен документ. Именно ќе се уредуваат и етнопростори, етномузеи во нашиот регион. Нешто што ќе биде многу интересно е што од оваа година ќе почнеме да работиме и на развојот на Плачковица, паралелно со развојот на остананите планински предели, како што работевме за Пониква, за Осоговските планини, дел се фати за Цареврв, сега ќе се започне да се развива и делот на Плачковица, кој што е доста интересен, ги вклучува 4-5 општини од регионот. Имаме изработка на техничка документација за водоснабдување на Равна река, туристички атрактивен предел во општина Пехчево. Ќе се работи на тоа да се изнајдат средства и за изработка на техничка документација за село Бања, развој на бањолошки спа туризам во регионот. Предлог проект усвоен е и изработка на техничка документација за пристап до регионален сточен пазар во општина Чешиново, Облешево. Имено 2014 година центарот веќе изработи техничка документација за регионален сточен пазар единствено од ваков тип и последната фаза е изработка на сообраќаен проект. Она што е исто многу интересно е дека ќе се работи на техничка документација за водоснабдување на туристичката област Лесново, општина Пробиштип. Ново своевиден собир на градоначалниците од Источна Македонија беше презентирана финалната верзија на стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план за период од 10 години, односно од 2015 до 2024 година. Градоначалниците добија квалитетни информации за севкупните потенцијали со кои располагаат општините во овој дел на државата и правци како се развива туризмот и низ кои сегменти. Во моментот се презентира стратегијата со конкретниот акционен план, кој што е 10 годишен документ. Има навистина интересни и суштински препораки кои што сите заедно, не само центарот, меѓутоа и сите општини и останатите заинтересирани страни ќе работиме на тоа да имплементираме барем еден поголем процент од предвидените мерки кои што се навистина интересни и се со цел да го направат нашиот регион поинтересен, поатрактивен за туристите и да овозможат подолг престој на туристите и посетителите кои што ги имаме во регионот. Покрај тоа на седницата беше извршено примопредавање на инвестиционо-техничка документација за изградба на патишта и паркиралишта во спортско-рекреативниот туристички центар Пониква, што е значаен чекор кон реализација на овие значајни проекти.